civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како изгледаше пенитенцијарниот систем во нашата земја пред вашето доаѓање на раководно место во управата за санкции, а како е сега? Дали може да ни направите една паралела за тоа како во времето на претходната власт се третираше темата, материјата поврзана со пенитенцијарниот систем, а како изгледа сега со проектите кои вие испроведовте во изминатиот период? Вака, значи, за да се направи паралела што било и како било, навистина треба малце повеќе време. Доброто во оваа ситуација, во оваа состојба е тоа што јас сум во пенитенцијарниот систем цели 26 години. За моја среќа или несреќа сум бил директор на КП Дом Идризово 2005-2006 година, така да точно знам што сум оставил кога сум разрешен од претходната власт од 2006 година од позицијата директор на КП Дом Идризово, значи целосно функционална економија, препорот и останати работи кои што биле на терен во КП Дом Идризово и точно што сум наследил, односно што затекнав кога дојдов како директор во 8 месец 2017 година. Неколку пати тоа сум го кажал и сега ќе го повторам, зборот катастрофа е мал збор за да се опише сето она со кое што се соочив на терен, имајќи го предвид што било оставено 2006, што е наследено 2017. Сето тоа е опишено во сите разноразни извештаи и во извештајот на СИПИТИ од 2016 година. Сето она што е направено, значи било да се направени нацрт на проекти, дали се започнати и проекти некои од тоа време, вклучувајќи го и заемот за обнова и реконструкција на затворскиот систем во Република Македонија, го правиме да биде реално и спроведливо на терен и за овие 2,5 години можам да кажам слободно дека сум задоволен од она што е постигнато на терен, вклучувајќи го пред и потоа состојбата заедно со сите новопоставени директори во затворскиот систем во Република Северна Македонија. Во меѓувреме, вие во овие 2,5 години направивте повеќе потфати, изведовте повеќе проекти. Дали може да ми кажете кои од тие проекти ви се најмногу, најинтересни, најважни според вас за да се поправат условите во затворите? Идризово често беше споредуван со најлошите затвори во светот, Алкатраз и така натаму. Како тоа изгледа сега? Дали Идризово може да кажеме дека е модерен затвор во овој момент или се стреми кон тоа? Со што тоа? Токму така, значи, оно прво што го направивме кога дојдов на позицијата директор на управата за рушени санкции, што направивме да бидеме максимално транспарентни и отворени за соработка со сите невладени организации, медиуми на територијата на Република Северна Македонија и ако се сеќавате во текот на 2017 година беше направена посета на КП Дом Идризово со премиерот Зоран Заев. Оно што може би на јавноста и остава впечаток е лошите слики од установите, од сместувачките капацитети. Меѓутоа би се апелирал до вас да покри тие слики кои што се веќе минато архива, тоа не постојат дел од тие објекти, че направиме во КП Дом Идризово кои објекти не постојат воопшто, не се во функција. Претпоставам дека јавноста ќе има можност преку сликата која што ќе снимите на крајот на ова интервју, каде се имало сместено осудени лица и се што е извадено надвор од функција во функционирањето на КП Дом Идризово, односно кои се објекти биле населени, а сега се не се населени или пак не постојат. Значи, она што секогаш кога ќе го слушате дека е најлошото нешто што функционира, например, Плоча во Идризово, ќе слушнете Старачко, сте го слушале, сте слушале Школарци, значи оделение или домски магазин во кругот на затворениот дел, веќе не постојат физички. Како згради не постојат, значи тие се срушени, очистени на место, нив е посејана трева, направени се паркови. Значи, меѓутоа во медиумите циркулираат тие слики. Исто така, неретко се случува да во медиумите се прикажат слики, фотографии од притворското оделение во Битола, кое што за ваша информација ставено во функција уште од 5 месец 2018 година, а сега е во фаза на комплетна реконструкција и
реновирање, значи целиот затвор, значи со грант од Европската комисија, од Европската унија. Така да, навистина на терен се менуваат многу работи, што со фондови, што со проекти, меѓутоа и со собствени извори на финансирање, односно буџетот кој што морам да потенцирам дека е на исто рамниште, меѓутоа многу домачински се троши, се користи од страна на установите и така се прават заштеди, односно да се направат инвестиции кои што понатаму ќе ни допринесат повторно да заштедиме средства. Тоа се во обновливи извори на загревање на топла вода, дури имаме една установа која што веќе и произведува собствена електрична енергија, работиме на проект за гасификација таму каде што ни е блиску гасоводот. Така да навистина се трудиме на максимално домачинско трошење на буџетот за да ги надминеме затекнатите проблеми кои што реков, катастрофа е мал збор да се кажат. Токму транспарентно со наша страна, која што стоиме, значи во овој период повеќе од 200 одобрувања имаме подпишано како управа за извршување санкции, дали медиум или други институции кои што се спремни да се работуваат со управата за извршување санкции, да може слободно да лезат да ги посетат условите за сместување на осудените лица. Како стои управата за спроведување санкции со персонал? Дали имате доволно луѓе да ги спроведат сите активности на дневно ниво во поглед на работата во затворите? Од моја гледна точка е секогаш кога ќе се спореди управата за извршување санкции или затворите со јавната администрација се прави во самиот старт огромна грешка. Затоа што управата за извршување санкции и казнено-поправните установи се наистина оперативци. И кога ќе кажеме дека се потребни дополнителни вработување на строго стручни кадри во однос на одредена област, дали станува тоа збор во самата управа за извршување санкции, дали тоа станува збор во секторот за пробација или станува збор во самите затвори, најдуваме на тоа дека административци не се примаат. Меѓутоа не е така, нас не се неопходни нови вработувања, затоа што имате природен одлив на работна сила, која што е многу тешко да се надополни. Имено една процедура за отварање на едно работно место, ако се иде во најдобар ред е минимум 6 месеци процедура, која што може би да биде неуспешно завршена на крајот. Затоа сакам да апелирам во овој момент да се направи некој подобар начин на проценка на потребите на установите за вработувањата, како што има неопходна потреба во затворите. Описно само да ви кажам дека во КП Номидризово, во една зграда каде што до одреден период имаше сместено некаде околу 650 осудени лица, ние функциониравме со 4 затворски полицајци. При тоа тука може да кажам дека имавме сместени доживотни казни, педофили, повратници од ИСИС, дури општо да кажам дека имаме и одредена група, одреден број на осуденици запознати од настанди во населје. И тоа кога ќе го кажете на институциите дека е неодржлива состојба на терен, они викаат тие се процедурите. Тоа зборувате за 4 затворски полицајци во една смена? Во цела зграда на една смена. Во цела зграда? Да. На 650 затвореници, меѓу кои овие категории кои вие ги споменавте? Да. Па како се наоѓаат тие луѓе во една смена само да го изодат тој цел простор е некое време? Така, меѓутоа ние во овој период направивме некои напори и изнајдовме на решение кое што е решение пошироко во државата. Произведовме професионални војници кои што навршија 45 години, значи 97 такви лица задавме во нашите установи, меѓутоа исто така се изборивме со огромно влијание и поддршка на владата да направиме дополнителни вработувања на затворска полиција, при тоа она што го направивме во самиот КП Номидризово, објектите кои што беа при крај со изградба, да успееме да ги опремиме комплетно во тие 12 месеци кои што беа првичниот како дојдовме на оваа позиција, да ги вселиме, да ги ставиме во функција, да ја растуриме таа гужва. Тука беше допринос, имаше и законот за амнестија кој што беше спроведен на почетокот на 2018 година.
Така да едноставно една комбинација, микс на работи кои што се правеа ни дадоа можност да го намалиме тој притисок кон вработените првенствено, а се разбира и да биде подобра достапноста до осудените лица. Морам да потенцирам дека е макотрпна и комплексна работа и преку ноќ на вистина не може да се променат сите работи кои што тлеат подолг период во затворскиот систем во Република Северна Македонија. Според тоа што е познато во јавноста, затворските работниците во затворите, полиција и други профили кои работат таму се прилично лошо платени. Барем така беше до пред некое време. Дали имавте некои подобрувања во изминатиот период и како се движат тие подобрувања, дали треба уште да се работи на тоа? Видете, во однос на паричниот надомест кој што го добија вработените во затворскиот систем, дискутабилно е кој како гледа на таа висина, што е малку платено, што е многу платено, што е задоволително платено. Оно што можам да го кажам како вработен 26 години во затворскиот систем, према образованието така се направени и платите. Меѓутоа, за да го елиминираме тоа чувство на слабо платени, со новиот закон за извршување на санкции и со новите пресметки за плати веќе направивме воедначување кај затворската полиција на ниво 30% ризик, значи во основната плата да имаат. Исто така направивме во секторот за ресоциализација, кој што се занимава со разговори и обука инструкторската служба што функционира во секторот третман, 30% исто дадовме таму за ризик. И сите оние што влегуваат во затворот, значи административниот дел на секоја казнено-поправна установа, да добијат 25% покачување на основната плата, така да сега мислам дека е елиминирана таа работа која кажуваме дека се ниско платени. Може да ви кажам дека одредени вработени, дали станува збор во затворска полиција, достигнуваат со средна стручна спрема приход со ноќна работа, со празнично, со турнус, може би повеќе од 28-30 денари нето. Високо образование веќе одат преку 30.000 денари, а оние што се раководители, дали раководител на одделение или на сектор, одделение се движи до, иако за пари не се зборува, меѓутоа до 40.000 денари, а сектори до 50.000 денари. Тоа во споредба со претходниот период е значително зголемување. Повеќе од 30% кој доаѓа затоа што тука ги имаме и оние 5% од владата кои што беа дадени за сите луѓе. Војската и полицијата добија нови униформи, чизми и други погодности во таа смисла. Дали тој бран на обновување на униформите? Па ние направивме конкретни напори, значи 2 пати распишавме тендер, меѓутоа како што рековме на почетокот дека управата нема доволен број на строго стручни лица специјализирани за одредени области, така и овдека ни се случи да 2 објавени тендери паднат поради технички недоречености. Меѓутоа се надевам дека сега 3 пат е објавен тендер за униформа, дека ќе успееме да го реализираме до крај и дека конечно целокупната затворска полиција ќе добие униформа која што ќе биде идентична во сите затворски установи, односно тоа е наброј некаде околу 750 парчиња барани. Дали управата за санкции добива значајна помош од странските фондови, кои се тие, дали очекувате подобрување во тој поглед? Апсолутно сум задоволен од таа поддршка која што имаме од сите учесници во Република Северна Македонија, почнувајќи од владата, каде што кога имаме неопходни потреби за одредени проекти да ги реализираме, ни излагаат во пресред, имаат разбирање за нашите потреби, нормално дека не може се преку ноќ да се направи, меѓутоа исто така сум презадоволен од помошта која што ни даваат одредени амбасади, вклучувајќи га на прво место Европската комисија, односно институцијата каде што господинот Никола Бертолини, од кого што имаме навистина голема поддршка во развојот на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија. Можам тука да набројам и дел од работите кои што се реализирани. Значи, тука не е опфатено изградбата на судница, најголема судница во КП Домидризово, значи во Република Северна Македонија. Комплетната реконструкција на затворот битува по европски стандарди. Тука ни е исто така донација од 3 возила од страна на Европската
Унија за специализирани за спровод на осудени и притворени лица. Тука ни е донацијата за софтверското поврзување на сите затвори и пробацијски канцеларии, да бидат во еден систем кој што исто така презавршен, и се очекувам дека и во наредниот период, не вклучувајќи ги тука преку канцеларијата на Совет на Европа, каде што имаме сијасет на обуки за затворските работници, дали станува збор за затворска полиција, за ресоциализација и ред други специфични програми кои што се навистина многу. Сето тоа меѓународната заедница го помага. Апсолутно, значи помага со носење на експерти. Не можам тука да ги изоставам UNDP, Меѓународниот црвен крст, ОПСЕ, кои што навистина се трудат да и се на располагање за потребите на затворскиот систем во Републиката. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.